прв пат во живо се јавува некоја телевизиска екипа токму од овој споменик на природата. Не знам дали сте биле овде, прекрасно е. Ќе ни каже нашиот туристички водич, инаку родом од Кратово, нели, како што ви кажав и на првото линковско вклучување, што се сме имале можност или сите оние кои што нели биле присутни овде да присуствуваат на какви не настани овде, но овој споменик на природата веројатно ни кажува на сите нам дека можеби ова наше искуство, еве вакво трчање или барање мрежа и не треба да го изискуваме премногу. Но еве сега ќе се обидеме и верувам дека нашата мини Кападокија ќе стигне до сите оние гледачи на утринска на Телма. Лида Становска подготвила еден прекрасен таков туристички водич, нели, на сето она што треба да се направи или види или барем дел од знаменитостите на градот нели, како што рековме, и заради тоа одиме додека имаме мрежа, Лида, да кажеме некои работи за она место, за овој навистина неверојатен споменик на природата, кој што нели не посакува да бидеме толку многу блиску до него. Ете, малку се потргнавме, но веројатно инсертите ќе им покажат на сите оние кои што се заедно со утринска Телма што е она што имаме можност да го видиме. Има легенда, има нешто што треба да се каже за овој археолошки локалитет. Така, да, овде мрежата не е баш најдобра, можеби затоа баш што е споменик на природата, доаѓаме тука да уживаме. Прекрасно место за пикник со уживање на овие камени кукли кои што имаат своја легенда. Веројатно се непознати по легендата, но не се ни помалку познати по тоа што се битно археолошко место, односно место кое што е повеќе од десетици милиони години стар. Значи, оваа камена свадба, легендата вели дека многу одамна едно момче им ветило дека ќе се ожени со две девојки во ист ден. Едната се мислело, едната била богата, едната била сиромашна. Сиромашната била поубава и живеела во горниот дел од селото, а другата била богата, не била толку убава и живеела во долниот дел од селото. На денот на свадбата решил да се ожени со богатата. И кога слушнала друга невеста нека тапањи во селото, решила да провери кој прави свадба на истиот ден како неа. Кога се приближила и видела дека незиниот вереник се венча со друга девојка, таа ги проколнала него и сватовите, макар и таа со нив да се скамени, вела дека токму тоа се случило. Така што во централниот дел зад нас што може да се видат, ги гледаме невестата и младоженецот, ги гледаме деверот, деверицата, потоа ги има сватовите, кумот и кумата во позадина, значи околу 148 вакви камени фигури кои што научната верзија вели дека се создавале со многу години и дека постепено сепак се менуваат, ама дека е потребно многу време и потребно да ги заштитиме. Сепак ова е интересна легенда, но интересно е што ние организираме настани тука. Настаните како шопска свадба, која што можеби не е толку позната како галичката, но ја почнавме еве неколку години, сега со исклучок на периодов со коронава, но претходно првата година имавме културно-уметничко друштво кој што ги презентираше, имаше невеста и младоженец кои што ги глумеа сите обичаи. Втората година беше со младоженец и невеста, кои што невестата беше од Кратово, а младоженецот беше од Неготино. Како што одат работите во галичката свадба, некако така. Да. Значи, бидејќи секое, па дури секое село и секоја фамилија има свои посебни обичаи и ние слични се некои, но има некои што се разликуваат, така што ова е начин на кој што може ние да ги видиме, затоа што почнавме да правиме посовремени свадби и не ги знаеме сите тие обичаи, но сепак на овој начин можеме да ги видиме. И многу ми е интересно што полскиот амбасадор кој што беше претходно во Македонија многу го сакаше Кратово и тој беше токму кум на таа свадба. Да, така што и сега последната свадба што беше пред короната исто така беше со невеста и младоженец од Кратово кој што направија. Шопска свадба се вика затоа што ние тука селата ги делиме. Сакам да ве прашам, шопи што значи? Така, ги делиме на которски и на шопски села. Значи шопските села се всушност по теченијата на реката Крива река. Исто така го имаме, значи овој дел во Крива Паланка, имаме дел во Радовиш, значи ова е тие се посебен тип на народ кои што имаат своји носи, се разликуваат од которците, пошарени им се носиите, некои обичаи се разликуваат, однесувањето, карактерот, дури ден денеска. Дури велат во минатото, дури не се мешале шопи и котарци. Така било. Тоа беше еден од настаните што е навистина карактеристичен, но има уште еден кој што
еднаш се одржа и се надам дека ќе се повтори. За мене обилен настан беше класична музика навечер тука баш на овој локалитет и беше преубаво да се види оперски пејачи како пеат тука и во позадина да се гледаат осветлени овие камени кукли. Беше магично чувството и се надам ќе се повтори. Исто така ние сме познати по староградската музика, односно тамбурашите, и тамбурашите всушност се ја представуваат се уште нашите кратовски песни. Имаме поврзани со кратовски места и тука исто така организира еден мини концерт со гости од Босна и Херцеговина и други соседни земји. Тие организира значи повеќе години како Европски тамбурашки фестивал. Значи порано во Ајдучката чаршија, ние подоцна ќе се движиме баш кон градот, не само што сме имале занаети, туку тие занаечи сакале и да се дружат и да се веселат со песна. Исто така било популарно нели да се пеат оние серенади на девојките, па на тој начин нели било да им се додворуваат на девојките. Значи тоа се некои традиции кои што ние со песните се уште се трудиме да ги задржиме. На YouTube може да се најдат видеа и од старите распеани кратовчани како група, но исто така и од нашите тамбураши кои што и ден денеска не представуваат во Македонија, па и надвор од Македонија. Да. Што велат странците кои што ги носите овде на тура кога ќе им споменете дека и во Македонија има мини Кападокија? Така, тоа е една од најчестите споредби дека личи на Кападокија. Странците кога доаѓаат тука, јас неколку пати го имам кажано и пак ќе кажам. Значи, куклица, камените кукли имаат некој герила маркетинг. Сами себе се рекламираат. Значи, луѓе има од странство што ќе слушнат, ако се сместени во Скопје бидејќи не е далеко, доаѓаат да ги посетат куклите и дури не доаѓаат во Кратово што е навистина, но да уживаат. Значи, во пролетните месеци и летните имаме во близина и ресторанче кое што е отворено, каде што може да се седне да се напие пијачка, но така како што реков, овде може да се направи пикник. Еден од моите омилени пикници беше токму со кратовска пастрамајка. Тука, значи, купивме кратовска пастрамајка, не ја направивме, се уште тоа е еден занает што треба да се учи така но имаме прекрасни ресторани со добри мајстори во кујната и они ќе направат и тука е преубаво да се седне и да се изеде една пастрамајка. Да. И сега пред да им кажеме чао на луѓето, да им кажеме само дека не заборавајте, одиме во градот каде што веројатно за најчиството било многу пред ние да постоиме, сите ние, нели, не зборам само многу одамна. Така, првата монета така е направена токму овде. Може ли само збор два и за тоа, па се движиме кон Кацаната сол? Така, бидејќи целата ова област е од вулканско потекло, што се надевам дека ќе биде следен геопарк заштитен од УНЕСКО, значи поради тоа имаме рудни богатства. Кратово секогаш било познато по рудните богатства и поради тоа се ковале тука монети уште од дамнешни времиња. Всушност тука се пронајдени монети од 4 век пред новата ера во времето на тракискиот крал Авдолијан, кој што владел од 315 година до 285 година пред новата ера. Но исто така и во турскиот период е навистина познато дека се ковале монети и златни и сребрени, бидејќи Кратово лежи на злато и на сребро, и поради тоа дури еден од султаните го посетил Кратово, бидејќи годишно давале многу товари злато на Османлиската империја. Така што во тоа време Кратово било најзначајниот град во балканскиот дел од Османлиската империја. Леле, благодарам, да. И сега после овој краток час по историја, да ви кажам дека е многу убава. Не мора да има сонце, ама може да ви се погоди и ваков како нашиот ден. Нема да бидете вие со камера, и не праќајте веднаш зашто нема да имате мрежа, но тоа може да го сторите потоа, но овој споменик на културата навистина заслужува да стане, нели, заштитен, како да кажам, или овој цел регион од УНЕСКО, затоа што навистина тоа го заслужува кога ќе дојдете овде. Ако немате друга работа, тогаш Бојрум овде камените кукли ве чекаат и ве чека едно навистина неверојатно искуство.